Регулаторната комисија за енергетика прави анализи како може да им се излезе во пресрет на општините кога е во прашање набавката на електрична енергија. Како што изјави денеска председателот на регулаторна комисија Марко Беслимовски, најголем број од општините и јавните комунални предпријатија набавуваат електрична енергија на слободниот пазар, но за жал имаме директно дека дел од општините се останати кај крајниот набавувач, што е за 50% од берзата, некои поради намерност, некои поради тоа што снабдувачите им ги раскинале договорите. Малите општини или помалите јавни предпријатија се на регулаторниот пазар и кај нив состојбата е стабилна, истакна Беслимовски. Според него, регулаторна комисија донесе одлука со која ги тргна повластените производители од регулаторниот пазар и ослободи околу 230 киловат-часови кон слободниот пазар. Реакциите за поскапувањето на струјата и ударот врз општинските буџети беше коментирано и од градоначалниците од југоистокот. Значи, вака ако продолжи, најверојатно има една од опција општините да се договориме солидарно да не ја плаќаме електричната енергија за улично осветлување. И за 2 месеца нека не исклучат цела држава да падне у мрак, па да видиме кој може, кој не може да се игра. Пошто ова не може вака. Значи, нас не централната власт игнорира во овој случај, не става сами да се давиме. Особено помалите општини, како што е општина Босилово, кои што имаат помали буџети, оваа енергетска криза се заканува да го исцрпи целокупниот развоен буџет на општината, а на крајот трпат граѓаните на општина Босилово. Во однос на цената на водата, појасни дека регулаторна комисија не определува крајната цена на водните услуги, туку опсегот од минималната до максималната цена. Советите на општините си определуваат цената. Ако не се задоволни од тоа што нивните совети ги определиле, може да влезат во постапка за промена, потенцираше денеска Беслимовски.